Добар ден, ученици! Добре дојдовте на час по физика за 4-та година. Јас сум Рамона Панорова, наставник по физика во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија. Денешната наставна содржина ќе биде влијание на јонизирачките зрачења врз живите организми. Што треба денес да научиме? Први, што е јонизирачко зрачење, поделба на јонизирачките зрачења, природни извори на јонизација, вештачки извори на јонизација и озрачување при медицинска дијагностика и терапија. Под јонизирачко зрачење се подразбира секое зрачење кое при интеракција со материјалната средина низ која поминува предизвикува јонизација на нејзините атоми или молекули. Јонизирачките зрачења можат да бидат фотонски и честични. Фотонски се електромагнетните зрачења со голема енергија, рентгенското зрачење и гама зрачењето, а честични електрони, позитрони, протони, деутерони, алфа честици и така нетаму. Другата поделба на јонизирачките зрачења е на директно и индиректни. Директно јонизирачко зрачење, што се одвива при интеракција со атоми и се врши нивна ексцитација и јонизација. А индиректното јонизирачко зрачење е краен продукт после нуклеарни реакции со неутрони. Јонизирачките зрачења имаат силно дејство на сите живи организми, почнувајќи од бактериите и вирусите се до цицачите. Понатаму имаме природни извори на јонизација. Луѓето се изложени на зрачење од природниот радиоактивен фон. Под природен радиоактивен фон се подразбира космичко зрачење, природните радиоактивни елементи во земјата, почвата, водата и воздухот, и радиоактивните елементи кои влегуваат во градбата на живите организми. Космичкото зрачење е зрачењето кое доаѓа од космосот до атмосферата на земјата. Тоа се протони од 77% до 90% и хелиумови јадра од 9 до 20%. Тоа се примерни космички зраци со голема пробивност и голем дел доаѓа од надвор од сончевиот систем, па и од активноста на сонцето. Примерните со атмосферата предизвикуваат нуклеарни реакции и создаваат нуклеарни наелектризирани честици со поголема енергија. Тие се секундарните космички зраци кои предонесуваат за озрачување на животната средина и човекот. Годишната еквивалентна доза за космичко зрачење зависи од географската ширина и надморската висина. Поради влијанието на земјиното магнетно поле врз наелектризираните честици, таа величина е најмала на екваторот, а најголема на половите. Средната годишна доза од космичко зрачење е 0,5 милисиверти. Природната радиоактивност на почвата и водата се должи на калиум-40 и рибидиум-87, на радиоактивните фамилии на ураниум 235 и ториум-232. Нивната радиација е просечно 0,2 милисиверта годишно. Во телото на човекот има околу 0,14 грами радиоактивни изотопи од калиум-40. Тоа е 0,1 милисиверт годишно. Повеќе од половината на природниот радиоактивен фон отпаѓа на изотопи на радиум, кои се распаѓаат во радон и алфа честица. Или радиум 224 во радон 220 или радиум 226 во радон 222. Радонот е гас кој избива од земјата, се вдишува со воздухот, а алфа честиците ги загадуваат белите дробови. Го има радонот во градежни материјали и термални води. Водите на длабоките бунари содржат повеќе радон.
Нивото на радиацијата на радонот е различно во различни региони, од 0,5 до 1 милисиверт годишно. Поврзано е со градежни наслаги што содржат ураниум и полониум. На сликата гледаме повеќе места каде што се шири радонот од земјата па нагоре, во долните слоеви подруми и долни слоеви на куќи и термални води во бањите. Концентрацијата на радон е најголема во затворените и непроветрените простори. Во подрумите е 2-3 пати поголема концентрацијата од отворен простор. Меѓу токсичните радионуклиди се вбројуваат радон 226 и ураниум 233, кои се таложат во коските. Биолошката елиминација на овие радионуклиди е многу мала, а периодот на полураспаѓање е подолг од човечкиот живот. Радионуклидот С14 се добива при интеракција на неутрони од космичките зраци со атмосферскиот азот. Средна годишна еквивалентна доза од природниот радиоактивен фон, кој секогаш е присутен, е околу 1 милисиверт годишно. Постојат и вештачки извори на ионизација. Озрачувањето на човекот со дози над природниот радиоактивен фон се должи на техничките извори на ионизација. Тоа се зрачење од рентгенски апарати, акцелератори, нуклеарни реактори и друго. Тука спаѓаат нуклеарните проби и експлозии, евентуални хаварии на нуклеарни централи. Животната средина ја контаминира изотопот стронциум 90. Стронциумот е земно-алкален метал, сличен со калциумот и се акумулира во коските и во зъбите. Тој е бета-минус нестабилен, со период на полураспаѓање 22,8 години. Се појавува во радиоактивните врнежи и ги контаминира почвата и растенијата. Патот на стронциумот од атмосферата до организмот е даден на оваа слика. Стронциумот во атмосферата со врнежите паѓа на земјата, се упива во почвата, растенијата. Растенијата се храна, еве имаме пример крава за животните. Кравата дава млеко, значи патува и низ млекото и понатаму млекото како храна за човекот. Човекот го внесува во своите внатрешни органи, во крвта и во коските. Послаби извори на зрачење се ТВ приемниците, громобраните, светлински бројчаници на часовници, детектори на аеродроми, има премази за сјај на дентални протези, очни леки, стерилизација на медицински инструменти, значи на многу места. Како последно израчување при медицинска диагностика и терапија, значи се има максимална дозволена доза, гранична дозволена и опасности од радиоактивно зрачење. Колкав е уделот на средната годишна еквивалентна доза на изворите со различно потекло се гледа понатаму од табелата, а граничната дозволена доза, еве е табелата, имаме природни извори и еквивалентната доза. Имаме вештачки извори и нивна еквивалентна доза и така да вкупното годишно товарување на организмот со радиоактивни зрачења од 1,7 плюс 0,5 милисиверти. Значи, граничната дозволена доза на озрачување на додатни зрачења е големина која се совпаѓа со природниот радиоактивен фон. Човекот во својот еволутивен развој се навикнал на природниот фон од 1 милисиверт годишно. За лица кои професионално се изложени на ионизирачки зрачења, максимално дозволена доза им е до 50 милисиверти годишно. А за другата популација што е изложена на зрачење е до 5 милисиверти. Секој организам трпи биолошки промени. При дози поголеми од максимално дозволените се појавува радиациона болест, тоест мачнина, промена во крвната слика и друго.
Благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна работа.